Договорот од Преспа ја зовре атмосферата во Советот на општина Куманово. Откако советниците на опозицијата на седница дојдоа со лаптопи на кои беше залепено сонцето од Кутлеш, председателката Атина Мургашанска им се закани. Вели истакнувањето на ова знаме било забрането со закон, а советниците за непочитување на законот ќе биле соодветно казнети. Во оваа прилика ќе ве опоменам да го отстраните символот на така нареченото знаме од Вергина, бидејќи тоа е законски забрането на јавни настани во јавни установи. Сега ве опоменувам и сакате тоа направете во продолжение, сакате на пауза, во спротивно јас ги повикувам надлежните органи да поведат соодветна прекршечна постапка. Сепак председателката во неколку наврати и самата го споменуваше старото име на државата, Република Македонија, што според законот на кој таа се повикува е исто така забрането во настапите на носители на јавни функции. Еве ги официјалните знамења, знамето на Република Македонија, знамето на општина Куманово, знамето на институција на која претендираме. Советниците од опозицијата ја прашаа зошто во салата се истакнати други знамења кои не и припаѓаат на Македонија. Никаде не стои каква слика ќе има на мојот приватен лаптоп. По ком закону е овде у овој сали употребljena застава Европске унија? И ако стои српско знаме, знаме на Република Србија како пример или било која на Албанија, значи не е тоа што ни обрска, меѓутоа не е забрането. Пред 2 дена сонцето од Кутлеш осамна на реновираната и тазе бојадисана школка во градскиот парк во Скопје. Но час побргу градските власти графитот го отстранија и го покрија со бела боја. Ова не е прв пат и покрај забраната да се поставува, исцртува и вее знамето со сонцето од Кутлеш. Предходно навивачката група Комити го подигна ова знаме пред хотел во германскиот град Келн. Хит на социјалните мрежи беше и битолчанецот Горан Божиновски, кој го црташе избришаното сонце од канализацијските шахти во Битола. Бришењето на сонцето од Кутлеш и забраната за негова употреба е обврска регулирана во членот 8 став 3 од Преспанскиот договор, во кој се посочува дека во рок од 6 месеци по стапување во сила на договорот ќе треба да се сменат сите символи кои го содржат, вклучително и грбовите на неколку општини. Инаку јавното претпријатие Водовод и канализација веќе го избруси сонцето од Вергина од сите шахти низ главниот град.